Добре дојдовте во новото издание на Форум Импакт. Јас сум Стефче Дечев. Денес ќе зборуваме за најголемата приказна на човештвото. Приказната за љубов, за жртва и за победа. Од влегувањето на Исус во Ерусалим, преку патот на страдањата по Вија Долороса, до крстот на Голготата, каде безгрешниот го понесе гревот на човештвото. Пред Великденски се посветуваме на објаснување на она што од човечка перспектива изгледаше на пораз, а всушност представува најголемата победа. Крстот не беше крај, крстот беше само почетокот. Она што изгледаше како пораз станува значи победа, она што изгледаше како смрт донесе живот. И може ли да се живее победнички живот денес и како да се чекори со Великден не само како празник, туку како начин на живот, во свет полн со неизвестности, постои само една вистинска, сигурна победа, тоа е победата на крстот. Исус не одеше на Голготата без цел. Тој одеше со визија за спасение, со љубов кон човекот, со победа што доаѓа после крстот. И токму на таа тема, денес за гостин го имаме Александар, Саше, јас го велам, Вулетич, кој што е теолог и пастор, и верувам дека за една несекојдневна реалност, нешто што е победа, ќе разговараме во текот на овој подкаст. Останете со нас. Саше, добре дојде. Добро ве најдов и благодарам за оваа покана да бидам дел од вашата емисија на Импакт. Импакт медија ни е така брендот кој што ги произведуваме овие Форум Импакт подкасти, зашто имам и други различни подкасти. Да. Фала многу да можеме вака да споделиме и тоа баш сега, неколку дена пред Великден, да можеме да го актуализираме празникот и да на луѓето на некој начин им објасниме што се случувало и зашто Великден. Так. Самиот поим, нели, Велик ден или Велик ден, така подразбира некоја голема работа, така. Како, еве, како пастор и како теолог може да го доловиме значењето на Велик ден пред се? Да. Ево вака овај Велик ден, како што рековте, голем ден, значаен ден, нешто што во историјата на човештвото донело пресвртница, бидејќи најмалку се мислело дека денот или самото собитие на Христовото распнување ќе се заврши како нешто големо. Луѓето кои што го следеле на некој начин, во него се надевале, во него верувале дека ќе дојде некое ново општество, но нешто ново, на крај го гледаат измачен, го гледаат распнат, го гледаат умрен. И сето тоа наликува на пораз. И не само што наликува на пораз, туку гледано од човечка перспектива. Од човечка перспектива токму така. Учениците се разбегале. Луѓето што се надевале во него се разочарале. Не е она што тие очекувале, бидејќи тие очекувале дека ќе дојде Месијата, ќе воспостави нова политичка, странка, власт, царство. И најнаш го гледаат својот, ако можам така да кажам, спасител на крстот, како умира и на крај како го погребуваат. Меѓутоа, сепак дојде недела. Најмалку очекувано. Кога Христос воскресна од мртвите. Посебно ме инспирира моментот, нели, кога се случува Велики петок, што го велим, или тажен ден што се представува. И што се представува моментот, оние 7 изјави на Исус што се на крстот, последните 7 изјави на Исус, кои што носат големина. Еднаш ги разгледувавме, знам, со Гоцени беше гостин од Нова Надеж и моментот е вика, не секирајте се, после петок доаѓа недела. Ама никој не знаеше што ќе се случи неделата. Да, токму така е. Петок е, ама недела доаѓа. Недела доаѓа. Или интервју, имаме интересен како контент или објава, кај што вела интервју со Исус Христос, кај што вели Исус доаѓам повторно или доаѓам наскоро. Да, на англиски I'll be back. Така. И, да се разбере моментот на Великден, зашто ја отвараме оваа тема, затоа што нели пред се луѓето ја разбираат пред се како празнична, која што се повторува секоја година, нели луѓето вапцуваат јајца, но големината е далеку или суштината е далеку поголема. Да. И ја отворивме оваа тема и почувствував дека ова е тема за која што треба се зборува постојано
Затоа што некој ќе рече не е Великден секој ден, ама јас напротив викам Великден треба да е, или големината победата од Великден треба да се живее секој ден. Да, токму така, кај нас ја имаме таа поговорка не е Великден секој ден, како на пример некој помислуваат па не може секој ден да имаш среќа, радост, веселба и така натаму, меѓутоа она што се случило со Христос останува или важи за секој ден. Така. Ајде, ќе се вратиме пред големиот ден недела, воскреснување, пред петокот ќе се вратиме, значи од денот кога Исус доаѓа во Ерусалим, така влегува и луѓето го пречекуваат, народот вика Осана, Осана, а подоцна вика распни го. Да, токму така. Многу интересна случка, интересен настан, кој што на некој начин се создава како една контрадикторност. Луѓето кои што го дочека, луѓето кои што во него верува дека конечно дојде ослободител, Исус дојде на магаре, кој што на некој начин означува дека е помазаник, дека доаѓа испратен од Бога и слично, и они фрла палмови гранчиња, дојде конечно миротворецот или слично. На крај ги гледаме истите тие луѓе кои што извикува распни го. Многу чуден настан, луѓето кои што како да се превртија нивните срца, нивните размислувања во однос на Исус, и на нив повеќе им било драго да биде ослободен еден разбойник, еден терорист, ако можам така да кажам, а да биде распнат Исус, кој што апсолутно ништо не сторил, ништо лошо не сторил, бидејќи дури ни римските власти не можеле да најдат нешто за што би требало да се распне или да се и оној момент кога Исус ги прашува за кое мое добро дело ме казнувате. Не осудувате токму така. Доаѓањето на Исус, на пример, пред се во Ерусалим е најавено историски или со пророштва во Стариот Завет на Библијата 1000-2000 години пред Исус, не само доаѓањето, туку и раснувањето и Емануел или самиот Бог доаѓање меѓу нас да биде. Па имаме ние пророштва од Стариот Завет каде што се вели особено Исаја 53 глава, каде што се зборува за Исусовото страдање, за неговото казнување, за тоа дека ќе биде прободен и слично, дека ќе биде напуштен, дека ќе биде осамен, дека ќе биде човек на тага и слично. И тие исто така и Псалм 20, каде што буквално се зборува за тоа дека неговата облека ќе се подели, ќе се раздели, дека за неја ќе фрлаат коцка, дека ќе го удираат, дека ќе го казнуваат и слично. Така да имаме ние, и тоа се, да кажем, Исаја 600 години, 700 години пред Христа ги прорекол овие зборови, а Давид уште пред тоа. Така да ова е чудесно колку може во детали да се предвиди нешто што ќе се случи стотици години покасно, пошто гледаме дека Библијата не е човечка книга, току инспирирана од Бог. Така, Библијата ни е вечна тема, едноставно и затоа ние постојано се трудиме преку неколку подкасти да дадеме објаснувања за некои разбирања библиски, што се навистина интересни и суштина на живење. Еве затоа денеска ќе ни биде фокусот на Великден. Го спомнавме зборот Осана. Може ли за луѓето да го доловиме значењето што тоа значи? Осана значи спасение или доаѓањето на Месијата, Осана, кој што во себе содржи значење за избавување, за спасение, за конечно ослободување, нешто што само може Месијата да го оствари. Осана во висините, слава на Бог во висините. И тоа беа зборовите кои што народот го извикува кога Исус влегувал во Ерусалим. Зашто народот слушаше за Исус, така дека тие 3 години додека ја остварува таа земна мисија, слушаше за Исус дека исцелува луѓе, дека воскреснува, дека помага на лепрози, не знам, храни гладни и низа чуда што се случува. Луѓето беа полни со очекување, токму заради тоа што ги слуша сите тие вести, слуша како
го спомнавте тоа, хранел стотици луѓе, исцелувал болни, им давал вид на слепи, воскреснувал мртви. Мислам, тоа е нешто што не може туку така да се премине, не се тоа некои мали настани, туку за Исус се зборувало низ цела Јудеја, Галилеја и слично, така да луѓето знаеа што се случува, односно кој е тој човек. Многумина секако дека не го видоа лично, али слушаа за неговите дела. И веројатно, неверојатно, многумина доаѓаа во Ерусалим, доаѓаа за Пасхата, доаѓаа за празник. Така да тоа било нешто што се правело секоја година, се славел тој ден на жртвување на јагнето, на символот за ослободување од египетското робство и слично, така да тоа Кога го било спомна голем. жртвувањето исто да го разгледаме нели како на дополнување. Да. Жртвувањето се случува во Стариот Завет на Библијата фактички секоја година. Да. Каде што секоја година свештеник позади олтарот требало да принесува жртва Да. за плаќање на гревот. Токму И тоа се така, случува да. секоја година, одбран Да. човек, така одбрано време позади Да. олтарот се случува. Но со жртвувањето на Исус на крстот фактички тој момент завршува. Да, Зошто? токму така. Затоа што неговата крв е достојна да го плати гревот на целото човештво. Да. Сето она што се случувало во Стариот Завет е всушност сенка или предвидување или нешто што ќе се случи во совршена форма во иднината. Меѓутоа, интересно е кога се спомнува жртва и жртвувањето заради гревовите или бунтовноста на Израел, сето тоа на некој начин доаѓа уште од самиот почеток на Адам и Ева. Кога Адам и Ева сгрешиле, кога биле изгонети од рајот, они сами си сплетоа на некој начин покривала, бидејќи биле голи, се срамеле, и во Словото ни пишува дека Бог им направил покривало од кожа. И секако дека идејата ни доаѓа дека што ме од кожа направено, морало да тој грев или таа нивна осуда да се покрие со некое животно, кожа на животно, што секако значи дека некое животно или некој нешто требало да страда, да умре, да се пролее крв, за да се покрие гревот, престапот и беззаконието на човекот. И од тогаш всушност почнуваат жртвувањата. И жртвувањето само во себе носи една порака дека гревот мора да се плати. Не може гревот да не се плати. Може ли да те прекинам само да се вратиме малку на почетокот, уште? Добро. За да се разбере ова дека големината на Великден е од една страна, така, но Да. има уште една поголема големина што треба да ја разберат луѓето кога веруваат во Бог. Дека Бог на почетокот ги создаде луѓето да живеат во неговото присуство неограничено. Да, токму така. Така, и сега е Да. моментот што Бог нели во Еденската градина воспостави дрво на живот и дрво на спознавање да. добро и зло. И ги повика луѓето, се добро ќе ви се случува ако јадете од дрвото на животот. Да. Така. И моментот е кога тие или кога беа искушувани, така кога лукавиот ги искушуваше и ги поттикна да јадат од дрвото на спознавање на добро и зло, Доброто и тоа злото, беше да. момент на покажување непослушност кон Бог, бунтовност, така, Токму така. нешто кое што ги одвои од Божјата светост и дозволи Токму гревот така. да влезе во животот на луѓето. Токму така, да. И јас тоа многу пати за тоа сакам да го објаснам дека Бог не ја промени Божјата правда, да ја спушти, ај сега ве сакам луѓето или создадени од љубов ќе ги спуштам стандардите. Да, да. Туку едноставно дозволи се да тече како река, луѓето сгреши и беа одвоени од Божјото присуство и Токму паднаа така. во грефа, реку гревот вели Библијата, влегоа болестите, сиромашијата, смртта, да. така и беа одвоени од Божјата светост и Да, правда. Да, токму така, да. И тука се случи тој прв пат на луѓето и чекорење во грев. Да. И фактички од тогаш па наваму веќе имаме ние грешна природа на луѓето, Токму така. нешто што не одделува од Божјата светост. Да, да. И тука се роди моментот за, нели, Великден и спасението. За потреба за совршената жртва, Великден, спасение и слично. Интересно е што низ целиот Стар Завет ние гледаме дека жртвите биле нешто што постојано се принесувале во храмот.
нели, прво шаторот, па после храмот, потоа храмот беше уништен 70 година во оваа ера и тогаш се прекинуваат жртвувањата со изгонувањето на евреите во Вавилон и слично. Меѓутоа, жртвувањата се дел на или суштина на верувањето на евреите, меѓутоа и на христијаните. Да не постоеше жртва, ние не ќе бевме искупени. Ние немаше да имаме некој што ќе ја плати казната. Например, сега со Safe City во Скопје, нели, казните се многу почести и поголеми за оние кои што ќе ја, да кажеме, кои што нема да се поведуваат кон правилата. И кога некој ќе сгреши, ќе дојде казна, треба да се плати таа казна. Може човек да се покае, може на судијата да се каже јас веќе нема да сгрешам. Ама судијата сепак ќе каже мора да се плати казната. Нема селективен пристап. Така. Нема селективен. Ја верувам дека тој Safe City би функционирал, се дека нема селективен пристап. Токму така, да. И така да секој ќе мора да ја плати. Сега работата е она што се случило со Исус. Бог е судијата. Бог изрекува казна. Не ги спушта стандардите. Стандардите се тие. Кој ќе сгреши, има да плати. Богат, сиромашен, нема врски, нели? Нема заслуга, нема некој што е роден од некое значајно семејство, па на некој начин да се протне низ законот, секој ќе мора да ја плати казната за сторениот грев или прекршокот. А казната за секој грев е Смрт. Или одвоеност од Бог. Токму така, казната за гревот е смрт, казната за гревот е одвоеност од Бог, ама Бог не сака човекот да биде одвоен од него. Бог презема план. Интересно е што Бог е тој иницијатор за да донесе решение за Адам и сите по Адам, нели, како и ние до ден денес, да му се вратиме. Интересно е што во Откровението дури пишува дека јагнето Божјо беше распнато уште пред создавањето на светот. Што тоа ни зборува? Тоа ни зборува дека Бог уште пред да го создаде светот имаше план како да го откупи светот. Може би знаел за, не знам, за Знаел на луѓето дека изборот носи и знаел последици. дека ќе паднат, знаел дека ќе се побунтуваат против него, ама исто така и знаел дека ќе сакаат спасение, ќе бараат спасение, ама нема да може да најдат и затоа тој донел решение за да Многу интересен овој момент да се спаси. разбере, некој ќе рече зошто Бог тоа не го спречил, нели? Бог е семокен, така, можеше да го Да. спречи, ама јас многу милувам да објаснам, нели, ако Бог го спречеше моментот кога настане и првата побуна, што се вели, Да. тоа ќе изгледаше како почит од страхопочит, ќе немаше љубов. Бог Да, ни го токму остави така. изборот, Бог ни го остави слободниот избор, Токму така. но да знаеме дека слободниот избор носи и последица. Апсолутно, апсолутно. Видите, на пример, вака, ако имате девојка, така, која што вас ве сака, а нема момчиња веќе на светот, мора да ве сака. Меѓутоа, ако има уште милион момчиња на светот, а она избере вас да ве сака, тоа е веќе поинаку. Тоа е веќе вистинска љубов. И затоа Бог нам ни дава избор. Бог нам ни дава да бираме кого ќе љубиме, кого ќе слушаме, во кого ќе веруваме и кого ќе следиме. Што е тука изборот, еве да го нагласиме? Вечност или? Многу добро прашање. Изборот е јас, мое, мене или тој? Изборот е дали јас ќе живеам согласно со моите соништа, моите желби, моите угодности, моите планови, или ќе живеам според Божиот план кој што секогаш е добар за мене. Не е Дури најдобар можеби, не секогаш самите не лесен, можеме да ама е креираме подобар најдобар план. Токму така. Токму така. Кога човек му се предава на Господи, кога човек се врти кон Бога, тогаш му се откриваат очите да погледне наназад и да види па во мојот живот во неколку наврати Бог интервенирал, ама јас тоа не сум го видел. Исто како што било со учениците и Исус. Исус им зборуваше на учениците, ке ме прогонуваат, ке ме распнат, ке воскреснам. Пишува дека тие него ни разбрале. А кога сватиле? Кога воскресна. Кога лично го виделе, го доживеале, тогаш сватиле. Па тој мене или тој нам ни зборувал за ова.
а ние не сме верувале. Но и подоцна не ги остава сами, туку им дава, нели, Апсолутно Свети го Дух, испраќа. сила, што се вели Божја, да одат Токму по така. светот, да Токму се така. расшири Да. таа радосна Да. вест. Ке се вратиме, нели, Може. повторно и кон Може, победата, може. додиме етапно кон се што Ајде. се случуваше од влезот во Ерусалим. Значи се случи влезот Ерусалим, Исус е тука. Кои други значајни денови ги имаме, на пример? Во која смисла? Се до петокот, неделата, да Да. ги разгледам. Значи го имаме моментот на тајната вечера. Да, тука го имаме моментот секако на тајната вечера, кога заедно јадат, кога Исус ја предскажува. Тоа е во четврток, да Да, речем. кога Исус ја предскажува својата смрт, нели, и своето воскресение, и исто така кога Исус на некој начин индиректно предскажува кој ќе го предаде. Така. И кој ќе го Или издаде. Евхаристијата се дели. Евхаристијата, односно да, благодарноста на некој начин, се пие вино, се јаде лебот, за Паската се јаде и јагне и слично, имаат посебен начин. Нешто што во спомен го подготовкува. правиме и ден денес, така, Токму причестата, да. што е Токму, велат. токму така, да. Значи, знаете, она што е интересно, вечерата Господова не било нешто многу формално, туку тоа било разговор, смеа, дружење, зимање на чашата, на сојузот неколку пати, не само еднаш. Така да самиот тој дел понекогаш ние го гледаме на некој начин премногу не Религиозно световно, нешто, религиозно, да, токму така. Меѓутоа, тоа е едно присно, блиско заедништво со Господ Исус, кога Он последните часови на овој свет ги поминува со своите ученици на маса, на јадење, на дружење. И затоа јас верувам дека многу често се спомнува храната во Тука е Библијата. можеби повик да разбереме дека не треба да се биде христијанин, значи да не се биде религиозен, дека Да. пред се христијанството е личен однос со Бог. Токму така. И Видите, врска и- интересно е што зборчето религија во Новиот Завет е спомнат само 2 пати. Али верата е спомната многу пати. Религијата ми се чини дека се спомнува зборот во Јаков, каде што се вели чиста религија е помагање на вдовици и сирачиња. Тоа е чиста религија. Меѓутоа, религијата апсолутно нема никаква врска со личниот однос и жив однос со Создателот, со Бог. Но и религијата нуди нешто што е човечка практика, дела кои што ние скокаме да направиме нешто, Да, покажеме нели кој добри дела, демек со добрите дела ќе го добиеме Да. спасението. Луѓето И мене еден омилен стих што ми е во Ефешјаните, знам 2:8 и 9, втора глава 8 и 9 стих, кој што веле спасени сте по благодат, преку вера, не според вашите дела, за да не се фали некој. Некој да не се фали. Религијата можеме на некој начин да ја ставиме како да кажам, во оној дел на наши добри дела, нели? И за човекот е многу полесно да си има 10 точки кои што он ќе си ги исполни. Секоја година. Да, токму така, ќе се До направи година, по тоа, 10 години. тоа, токму така, ќе се земе храна, ќе се запали свеќа, ќе се оди на литургија, ќе се оди на проповед, едно друго, си ја завршивме работата, доаѓа понеделник и јас сум си истиот човек. Јас своето си го направив, Така. а Господ нека своето си го направи. Тоа е религија. Религијата нели не ги менува само луѓето, е. Апсолутно, религијата е надворешна. Религијата е она што ние го правиме надворешно. Како се однесуваме, како разговараме или што ние надворешно правиме за Бога. Тоа е религија. Пред Бога што е битно? Срцето, а не религијата. Религијата е надворешна, срцето е внатрешно. Така. Значи, четвртокот се случува Божјата вечера, се дели Да. Исус покажува символичен начин да се спомне она што е Да. направено, така дека тој го разделува и го дава своето тело да биде Токму распнато така, на да. крстот. И ми инспирира оној момент посебно кој што се вели му беа распнати рацете, му беше Да. прободено срцето, нозете, сите моменти, главата, венец, едноставно Токму сите така. моменти што може луѓето да ги натераат на грев беа распнати на крстот. Токму така. И за гревот веќе се плати. За гревот веќе се плати и мислам дека јас сега се подсетувам на филмот Страдание или Passion,
каже што најдобро се отсликува ако моментот може да на се каже, страдање, момент мачење на неговото Исус. страдање, измачување, носење на крстот, паѓање, па како друг човек му го носи Симон од Крстот. Ариматеја да го носи крстот, како го распнуваат и така натаму. Неверојатно колку страдање мораше Христос да помине. Интересно е прашањето, а зошто? Зошто мораше Исус толку да страда? Зошто безгрешниот, нели, викаме да постане греф. Или самиот токму Бог така, да... Во евреите, во посланието до евреите таму пишува, а ние имаме каков првосвештеник, еден кој што ги знае нашите слабости. Некој кој што соучествува со нашите болки. Што значи он мораше да го доживее тоа. И тој избра свесно да го доживее, бидејќи на него, ако се сеќаваме на крстот, му беше понудено оцет. На некој начин еден вид течност кој што или пилак кој што допринесува да се намали чувството за болка. Како се вика растението на кое што беше... Исоп. Исоп, Тоа бе, така, нешто, беше да. нешто растението. Знам, Да. читав се еден интересен момент, дека На тоа... сунгер му стави сунгер. исоп, да он да вкуси, кој што до некаде служи како анестетик. Така. Но и не беше случајност, баш еден извештај што ми дојде, дека не било случајност на Исоп, тоа гранче што Да, било, да. дека бил ставен сунгерот. Зошто? Да. Затоа што во Стариот Завет на суисопови гранчиња ги помачкувале куќите на евреите. На евреите кога било првата Пасха. Ете така. Да, крвта на јагнето било Да се означат куќите на верните така. во еден бок. Кога смртта да ги одмене. поминуваше, да, и кога првородените на фараонот и на сите Така. египтјани загинаа. Тоа се презиме. Презиме. Така јас ви викам, да, тоа да го кажеш од општа култура, нели е чисто смалци и смешно. Може да ги објасниме еве за разбирање Исус и Христос. Да, Исус доаѓа од еврејскиот Јешуа. Јешуа кој што значи Бог спасува. Јешуа. А Христос е грчкиот назив за Исус кој што означува дека е Месија, дека е помазаник, Титула. дека е титула Божи избраник. Или Емануел, Бог со вас. Емануел, исто така име кој му беше дадено кога Исус се роди, што значи Бог е со нас. Емануел. Кој што дури Да. историјата на човештвото е подели време пред и Токму- време после него. Токму така. И кога велиме Господ Исус Христос, тоа е една порака. Прво, кажуваме Господ. Не се мисли само дека е Он, да кажеме, дел од Божјото тројство. Туку Господ, ако кажеме тоа, означува дека тој е мој Господ. Тој е мој господар, јас него му припаѓам, тој владее со мене. Така да, често пати, и еднаш Исус самиот кажа, ме велите за мене Господи, Господи, нели? А не го правите тоа што и го велам. Што значи не го сметаат многумина, кои ќе кажат Господ, дека он стварно е господар на нивниот живот. И дека владее со нивниот живот. Оние што ќе го прифатат како Господ, тие се вистинските Христови следбеници или оние кои што стварно не само што веруваат во Великден, туку го живеат Великден. Така. Сега нели надополнуваме, објаснуваме подетално. После четврток, значи се случи пак ќе се Петок, вратам да. нели на етапните случувања. Исус после вечерата беше Да. уапсен. Суден, така, да. беше предаден нели од Јуда, беше Да. уапсен за колку 30 златници беа. За 30 златници беше продаден од Така, Јуда. од Јуда. Се случува тука чудо кога Петар, мислам дека при апсењето Се обидува да го одбрани, одбрани. во Увото Гецеманската беше, да, градина. увото го пресекува на војниците, Да, Исус да. го исцелува тоа. Токму така, Исус на лице место, на самото место го исцелува увото на тој војник, кој што бил на некој начин повреден од Петар, али јас верувам дека Петар не го гаѓал увото. Петар го гаѓал вратот. Така. Меѓутоа утнал, нели, и увото го отсекол, меѓутоа Господ ја покажува и тука неговата моќ. Заштитничка улога кон Токму сите, така, го исцелува увото на непријателот на некој начин. И ако се сеќаваме, во едно од Евангелијата пишува кого барате, и кога Исус вели јас сум, вели сите паднаа доле. Во самата изјава на неговите зборови имаше сила и моќ. Така да дури и апсењето, дури и казнувањето и осудувањето на некој начин било нешто што Бог, односно Исус, да сакал да го нема, можел да го нема. И по тоа гледаме дека иако он семоќен, дозволил да биде апсен,
да биде суден, да биде прогонуван и така натаму. Така, тој, значи, во петокот или четвртокот, исто вечерта, петокот е мачен, дури нечовечки болки доживува, токму мачен така, со да. посебен момент, знам, кога ги гледав објаснување, со каков камшикот, камшик, на камшик, оние метални запци, што Коски се... имало парчиња на коски Кога и бил парчиња камшикот да се откорне од на телото. метал, да, токму така, и кога со тоа го удирале, буквално неговиот грб бил Целосно изоран. изживување, да. Бил изоран, можело да се види дури до коска оделе некој парчиња. Тоа е страшно. Многумина во историјата на распнувањата е запишано дека многумина не ни доживеале да бидат распнати, бидејќи биле при камшикувањето починале, да. Толку било тоа силно и немилосрдно. Крстот тогаш не е символ на христијанството се уште, затоа што тоа представува символ фактички крстот на Екзекуција. екзекуција кај што ги раснувале на крст најголемите грешници од тоа Криминалци. време, Токму криминалци. така, токму така. Интересно е ова што го спомнуваш заради тоа што нели луѓето си носат обележја на крст, Крстот како некаде крст на мислам дека ланче, трети, на четврти век кога станува символ, Да, не сум на сигурен. ланчиња си го носат крстот, на прстен, тетоважи на крстот и така натаму. Меѓутоа, кога би знаеле дека тоа е инструмент на екзекуција, тоа би било како да некој си стави на ланче мал да кажеме електрична столичка, нели, бидејќи и тоа знак на екзекуција. Значи крстот е знак на екзекуција, али за нас христијаните крстот е символ на победа, бидејќи смртта била победена, бидејќи за нас на крстот било платено тоа што ние мораше да го платиме. Првиот символ фактички на препознавање на христијаните е рибата. Да, Кога била цртале рибата, символ. да, тоа било ихтус, ихтхус, Исус, Θεός, Ουσиос, Сотерос, што значи Исус Христос, Божи син спасител. Или така, Бог со вас. Да, токму така. Значи, потоа тој е суден. Од луѓе Да. кои што нели веруваат дека Емануел треба да дојде, безгрешните што глумеа во долги црни мантии, така, кои што религиозни водачи во тоа време, фарисеите, кои што највува, нели, или ја чита Тората, што се вели дека тој ќе дојде религиозните луѓе. Но сепак тие не го препознаваат. Не го препознаваат. Дури го судат според тоа што тврди дека е. Го судат, дури викаат и лажни сведоци, чии што сведочење било толку, да кажеме, плитко и неуверливо, што дури и Пилат, самиот Пилат кажа, човеков е невин. Мислам, за римјаните ова не било прв пат некого да судат и некого да распнуваат, и они си имале еден систем на донесување на докази, ако некој обвинет, дали тие докази се веродостојни, римско право или слично, така да не биле тоа аматери. Они добро знаеле зошто евреите сакале да го убијат, бидејќи они биле уверени, особено свештенството, дека Исус богохулствува, дека се прави Бог. Всушност и е Бог, меѓутоа не го препознале како таков. А подоцна символички го крунисуваат. Токму така му ја ставаат круната, да, што исто така е символ на проклетство, бидејќи боцките се символ на проклетство кога Адам и Ева повторно сгрешиле и вели дека земјата ќе ви раѓа трње, а трњето е производ на проклетство, на гревот. Но од друга страна и потврдување дека кралот е тука. Кралот е тука, исто така надписот Инри, кој што е ставено на самиот крст, дека Исус е крал јудејски, и они не сакале тоа да стои, меѓутоа тие што го заковале на крстот, што стои, нека стои. Yes. Така да, многу моменти имаме интересни во однос на Исусовото распнување на крст во тоа време. Да, посебно за оваа тема ми беше инспирација моментот еднаш кога го гледав едно видео Вие Долороса музиката. Да. Може и ќе пуштиме еден дел и сечок од неса. Многу, не знам, посебен момент е Вие Долороса, една музика што е креирана. И тука ми се отвори размислувањето и сваќањето на големината. Например, Исус чекори по Вие Долороса, патот кон Голготата, кај што го носи крстот, мачен цел ден, камшикона во агонија цело време. Подоцна ќе биде закован на крстот, но тоа е надприродна сила што се вика, што повторно го подигнува безгрешниот да прифати грев за целото човештво. Да. Зошто? Затоа што од човечки аспект, ако ја гледаме
ние ќе се наежиме како се тоа изгледа еве Да. во Пешан, во што е филмот е многу добро доловено, тоа како видување, но не знаеме ние како луѓе дека големината која што Исус знае што ќе се случи после крстот, но никој друг не знае. Да, токму така, она што И она што го води лајт мотив што се вели Да. за тој момент е видите, ние се обидуваме да ги разбереме сите тие собитија. Можеме до некаде да ги сватиме, да ги изучуваме и слично, меѓутоа неверојатно мислам дека еден ден вистински ќе сватиме што се случило тогаш. Сега на некој начин преку очилата на верата гледаме во неговото распнување, во неговото погребение, во неговото воскресение, ама еден ден лице в лице кој ќе го гледаме, тогаш ќе сватиме стварно колку било тоа навистина величествено, чудесно, нешто што било испланирано пред создавањето на светот. Исто така зборовите кои што Исус ги кажа на крстот, што значи се сврши? Нешто да се сврши значи нешто е започнато. Што е започнато? Кој го или започнал? во правилниот превод беше се совршено се исполни, мислам. Се совршено се исполни и тој збор ми се чини дека на грчки е тетелестај. Така, од прилика, нека ми простат грците, али од прилика е така, тетелестај, и тој се користи, например, кога ќе се донесе пресуда негде. Завршена е пресудата. Или кога уметник црта некое дело и кога ќе го направи последниот потез на сликата. Делото е завршено и тогаш извикува тетелестај. Готово е, завршено. Но делото е совршено И веќе. совршено, завршено. Остварено, да. Токму така. Еднаш за секогаш, еден за сите. Тоа е едно од 7 изјави, 7 Да. што ги дава Исус на крстот, нели претходно кој што дава изјава мајката, гледа мајка му. Да, на Јован му вели, На Јован, Јоване, еве најмладиот ти ученик, мајка, Марија Магдалена на се неа под и вели, крстот. еве ти син. Да. Така. Кои други изјави потоа Па, беа дека други изјави беа како, например, околу него што се разбойниците татко двајца. прости им, не знаат што прават. Така. Потоа, уште денес ќе бидеш со мене во рајот на еден од разбойниците. Боже мој, зошто ме напушти? Тоа во Мислам- еден момент тука, нели, многу луѓе ги буни зошто вели Боже мој како да се обраќа на некој како подреденост. Ја викам не е тоа подреденост, туку е разбирање да сватиме дека и самиот Исус во еден момент можеше да биде одделен од Токму Божјата така, светост, за да на себе го понесе гревот на човештвото. Да. Интересно е кога гледаме во Божјото тројство, ние гледаме дека ние веруваме всушност во еден Бог. Али тој Бог се манифестира во 3 лица. Тоа се 3 лица, значи Бог Таткото, Бог Синот и Бог Светиот Дух. Да. И Бог Синот во тој момент се обраќа на Бог Таткото. Боже мој. Нели? И самиот тој момент е неверојатно страшен. Ние, да кажеме, во Библијата или разбираме од Библијата дека сиот грев од создавањето на Адам па до последниот човек во иднината, сиот грев е како под една кулминација фрлен врз еден човек. И Бог кога го гледал Исус, што гледал? Го гледал гревот на човештвото. И Бог на некој начин својот поглед го тргнал од него. Заради тоа што Исус беше направен грев, вели Словото. Меѓутоа, каде се сврти погледот на Таткото? Кон нас. Исус беше одделен, за да ние можеме да бидеме споени со Бога. Тука ми беше интересен момент, вика, нели, кога луѓето уште на судењето го одбра Барнаба, Да, Барнаба, да. вика, ние сите треба да се видиме во моментот во Барнаба ликот. Да. Зошто? Затоа што Бог прифати Да. на себе да ја преземе Да, токму така. како се вели, вината на човештвото, На човештвото, токму а така. гревот од луѓето да биде, мислам, луѓето од гревот да бидат ослободени. Интересен момент е Барнаба, всушност е, ако, мислам, ние го користиме тој збор према, да кажеме, лоши дечиња или слично, Барабо една, нели викаат србите, Бараба. Всушност, бар значи син, Аба е татко. Всушност, Непослушен, името негово е татин син. Така. И интересно е, сите ние сме татини синови, али како Бараба, избегани, забегани, изгубени.
И Христос умира за ние стварно да се вратиме назад и да бидеме И се да биде како на почетокот, ја татини синови, токму така. Се да биде како на почетокот. Значи се случува моментот кога Исус го предава својот дух во Да. Божи кај што подоцна е погребан. Сега, погребението може да го разгледаме дека се случува по еврејските обичаи тогаш. Да. Завиткане во платно. 50 метарски завој, Да, такова така платно. нешто со разни мируди. Мира чистено телото, Да, токму така, посебен да. еврејски обичај и потоа е положен во изнајмен гроб. Во изнамен гроб на еден човек кој што си го имал тој гроб, и тоа имотен човек, бидејќи не секој можел да си дозволи гроб во тоа време, а камоли да е гробот па уште издлабен во карпа. Тука е моментот дека Да. Исус фактички дозволи неговата облека, она што е негувано така, во Стариот да. Завет, целосно да биде раздадено, нема Целосно, никаква да. собственост. Да. Нешто што материјално го Има еден момент приврзува. кој што исто така многу ретко се спомнува и можеби кога гледаме слики за Исус, нели? Да кажеме католичката црква или во православната, католиците најмногу го имаат Исус се уште на крстот, нели? Или на некои други места гледаме Исус со крпа, нели, покриен неговите, да кажеме долниот дел на телото. Меѓутоа вистинското распнување тоа го немало. Целосно, Тој значи. бил целосно гол, целосно, ако можам така да кажам, засрамен. Неговата мајка го гледала, неговите другари, комшии, оние што му верувале и оние што не му верувале, сите го гледале. Он бил, како и останатите двајца разбойници, они биле голи, не биле покриени. Така, значи Всушност, целосно унаказување да. на човечката природа. Затоа словото вели дека тој го прими нашиот срам. Многу мина не го гледаат тој момент во однос на Исусовото распнување. Че страдањето не беше непознато за Исус. Не. Тој дозволи, значи, иако безгрешен да постане Да. грев, да Токму се така. нанесе гревот на него, но со една цел. Така, од кога Да. е погребан во гробницата, така третиот ден, фактички третиот ден затоа што сметањето на времето кај евреите во минатото е поразлично. Да, токму така. Од изгреј сонце до зајди До сонце. зајди сонце, токму така, они имаат различно и од римјаните, така да понекогаш се случува као некоја забуна, ама нема всушност забуна, бидејќи ако на вистински начин се проучат деновите, ќе петок се имаме, види. сабота, па недела, недела, третиот ден, воскресна, Да. токму така. Токму така, интересно е што дури и воскресението било, Исус самиот за себе вели дека знак на луѓето ќе им биде Јона, кој што бил во утробата на рибата 3 дни и 3 ноќи. Јасно. Како што Јона Да, беше во утробата, во утробата на на земјата, на така и земјата. Исус беше во утробата. Токму така. Не, Јона беше во утробата на рибата, Исус да. беше во Токму утробата на така. земјата. И интересен момент кој што јас неодамна го открив или го дознав е, во словото пишува дека Јона повикува од длабочините на Шеол. Шеол што е? Земјата на мртвите. Можно да всушност Јона и да бил мртов и воскреснал, и тоа да биде знак за Христовото воскресение, бидејќи самиот Јона вели дека извикал од Шеолот. Не само од утробата. Интересно, ма не... Така, не сме... Да, тоа е еден нов момент кој што јас не сум го знаел. Како и да е, погребан е во туѓ гроб, Исус. студен гроб, спремен според еврејските обичаи, и сега што се случува? Пред се само кога е распнат, нели, пред да почне го заборавивме моментот кога веќе завршува се, Исус го предава својот дух. Земјата вели се растресе и завесата во храмот се раскина. Што е тоа сега? Значи, Што е сега тоа? да не го изумиме тој момент. Ајде да видиме зашто ми се чини дека Лука во Евангелието според Лука се спомнува завесата која што го дели најсветото место од светото место. Во најсветото место, значи тоа вие како еден голем простор во храмот кој што е поделен на две со една тешка завеса, окей? И таа завеса го делело најсветото место каде што Бог престојува, каде што е ковчегот на заветот, каде што свештеникот влегува со жртвата
внатре во најсветото место Само на еднаш нему му е годишно. дозволено. Само на него му е дозволено и он морал да помене низ многу ритуали и чистења и обреди за да смее да влезе во најсветото место. Во присуството. Да. И интересно, често пати се случувало да му закачувале на нозете ѕвонче и да го врзувале со јаже едната Јас нога. еднаш гледав облеката што ја носеле било од Да. посебни камења, како се вели, диаманти, рубини. Да, токму така, како бил. рубини и слично. Токму така имало неверојатно многу моменти или, како да кажам, обреди, кои што сите имале одреден символичко значење. Меѓутоа, нешто интересно е, го врзувале за ногата и случајно, ако не го слушале ѕвончето дека ѕвони, предпоставувале дека е мртов. Дека нешто во процедурата е пропуштена или дека имало непокајан греф и дека при свештено служение на некој начин во најсветото место умира во Божјото присуство, бидејќи Божјото присуство не дозволува греф. И така, ако ѕвончето престане да ѕвони, значило дека Нешто најверојатно пропуштено. нешто е тука пропуштено и морале свештеникот да го извлечат надвор. Никој не смел да се влезе. Значи, тоа е најсветото место за свештеникот или за посредникот. Можел да влегува, да посредува за народот. Ако ќе излезе, посредува во името на Бог пред народот. И што е интересно? Интересно е тоа што овде вели кога Исус умре на крстот, дека завесата се расцепа. Обично завесата ако се расцепа, како се расцепува? Од оздола нагоре. Меѓутоа, оваа завеса се расцепала од горе надоле. Ако можем така да кажам, од Божјата Бог страна. дозволил така, да. Да, од Божјата страна се расцепува завесата и сега пристапот до Бога не е само за свештеникот, не е само за посредникот, туку сега секој може да влезе во најсветото место. Има покана. Токму така. Значи, нам ни е дадена слобода да влеземе во најсветото место, таму каде што Бог И да го прифатиме она што Исус го сторил за го нас. стори за нас на крстот. Апсолутно, да. Што е тоа да го објасниме? Што Исус стори за нас на крстот? Нели како прифаќање? Ја би кажал неколку работи. Тука е таа благодат да ја разберат. Да. Оне што би Во го прва гледано. Коринќаните 15 глава, 54-55 стих, Словото го вели следното. Апостол Павле вели: а кога ова распадливо тело ќе се облече во нераспадливоста и она смртното во бесмртност, тогаш ќе се збидне зборот напишан победа. Односно, победата ја проголта смртта. О смрт, каде ти е осилката? О смрт, каде ти е победата? Апостол Павле вели дека Христос ја победи смртта и дека ова наше тело, кое што старее, а сите сме ние свесни за тоа, кој ќе се погледнеме, да кажеме, после неколку години, како изгледаме, пасте пак после неколку години како изгледаме, забележуваме дека ова наше тело се распаѓа. Меѓутоа, оние што веруваат во Христа, вели, ќе се облечат во нераспадливо тело. И едва и чекаме да бидеме во тоа нераспадливо тело. Победа над гревот и срамот, например. И тоа е голема победа. Крстот го поништи гревот, а празниот гроб, овде пишува, го потврдува простувањето во Римјаните. Павле вели: и сега нема никаква осуда за оние кои што се во Христос Исус. Воскресението за нас значи дека ние веќе не сме осудени. Да. Не сме обвинети. Во Колошаните вели: и вас кои бевте мртви во гревовите и во необрезанието на вашето тело, тој заедно со него ве оживеа, простувајќи ги сите гревови. Ова е неверојатно. Фактички Исус го исполни, нели, простувањето е дадено Апсолутно, за сите. токму Сега, така. нели, усмисла, јас ако сакам да ви го дадам телефонов, треба да го прифатите. Треба да го прифатам и да кажам благодарам. Да. Да, и да си го задржам. И тоа За спасение себе. не е дадено само како отслика за нешто што сте прави како човечки Да. дела, не знам, или вапцување јајца, или Токму така. одредени религиозни практики, туку е начин на прифаќање покајничка Токму молитва. така, да. Видите, Словото вели дека ние по вера сме спасени.
По вера сме спасени, тоа значи дека ние И по благодат, И по благодат, да. Што значи по Ајде да ги благодат? објасниме благодат, еве. Благодат. Интересно е што постојат две слични зборчиња кои што некои ги мешаат. Едното е милост, а друго е благодат. Милост значи да добиеш нешто што си го заслужил. Например, односно да не добиеш нешто што си го заслужил. Помилување на затвореник. Затвореникот заслужил казна. Постои помилува. нешто што се вели помилување. Тоа значи дека му се укажува милост и не ја добива казната што ја заслужил. Значи ние добиваме милост од Бог. Бог не казнува затоа што го казнил Исус. Иако ние сме заслужиле да добиеме казната. Благодат значи спротивното. Бог нешто ни дава што не сме заслужиле. Бог ни дава мир, љубов. Бог ни го дава Светиот Дух, ни дава спасение. Значи нешто што ни е дарено, дарувано од Бог, што ние не сме го заслужиле. Тоа е благодат. За да имаме, вика Библијата, живот вечен. За да имаме вечен живот и за да можеме да живееме христијански живот, ние живееме по благодат. Кој ни дава сила да одбереме меѓу добро и зло добро? Кој ни дава сила да одбереме меѓу грешење и негрешење да не сгрешиме? Кој ни дава сила да бараме прошка? Кој ни дава сила да се покаеме? Светиот Дух. Преку неговото дејствување во нашиот живот, тој ни дава благодат. Да можеме да го живееме христијанскиот живот. Воскресението се случи на третиот ден, така, кога Библијата опишува дека стражарите кои што биле таму, римските стражари, кои што важат во и човековата историја, дури и Британија и сите ги опишуваат како стражари кои што биле под строги дисциплини, правила и секоја казна на секој војник се казнувала со смрт. Со смрт, токму така. токму А овдека имаме некое високо значење, човек е погребан, значи се предпоставувало, било најавувано дека ќе воскресне Исус и сега за да го спречат самите свештеници, издействувале стража пред неговиот гроб, кое што се случило се променуваат на секој 2 часа. И самите тие војници во еден момент, кога се случува воскреснувањето, вика Библијата, оној двотонски камен што е положен пред гробницата, кој што е невозможно да биде тргнат од од човечка сила, шикуван пред се. Баш, токму така, во еден момент беше отстранет, светлина посебно се појавила, кој што тие ничкум паднале. Токму така, да. Тоа е моментот на неговото воскресение, кој што е неверојатен. Ова е нешто неверојатно да човек кој што е мртов оживее, не само што е мртов, да кажеме, неповреден мртов, меѓутоа баш онака измачуван и убиен, кој што нема, на кој што крвта веќе му е пролеана, истоштен, изнамачен и починат. Телото го нема. И телото го нема, меѓутоа интересно е што телото било, односно не телото, туку каменот бил запечатен. Римски печат ставено, никој не сме да се приближи, никој не сме да го тргне каменот. И следниот ден ние гледаме го нема. Каменот е тргнат, стражарите преплашени. Телото нема, дури крпата што била на лицето е само уредно здиплена. Уредно здиплена, што не е возможно да се направи ако е веќе, знаете како се правени мумиите, како е возможно да сите тие крпи кои што се околу мумиите, со сите тие масти кои што се стврднуваат, да наеднаш убаво биде здиплено. Тоа е невозможно. И еден од учениците кога влегле внатре, вели, веднаш сватија дека ова е чудо, ова не е нешто првото невозможно. што го гледа нели моментот е Марија Магдалена која што оди. Марија Магдалена, да. Еврејски обичај било да се повие телото, да се повторно така, да се обработи очисти, на некој начин, да. И она го гледа и интересно е што просторот и гледа дека телото го нема. Дека е ова дека го нема, почна да плаче, да. вели Ми го украле Спасителот, Господ, мојот Господ, ми го украле мојот Господ и на нејзи се јавува ангел и вика немој да се плашиш, немој да плачеш. Се појавува ангел или самиот Исус тука како беше? Всушност ангелот се појавува кај чуварите, али мислам дека и ангел и Исус
Така, кога библиски. да. Јавува, Кога кој вели она- не ме допирај. Да, да. Интересно е зборчето допира, не станува збор на благ допир. Така. Она што она направила, најверојатно се обесила на него. Значи го гушнала, го стиснала. И затоа тој вели пушти ме. Треба да одам, нели? Треба другите се објавам. Апсолутно. Така да тоа Да, се одејќи тие моменти, учениците да. други им најавува што се случило. Токму така, они трчаат назад жените, тропаат на врата, каде што се биле собрани учениците, тие па не им верувале на жените, се додека сам Исус не им се појавил. Нели, они си помислиле, кој жена, сега на жени веќе им веруваме, кога мртов станал, односно оживеал или слично, така да не им поверувале на почеток. Јасно. Победата е остварена, така безгрешниот го понесе гревот, Токму платен е, така. отворен е новиот тој завет, што се Токму вели. новиот завет или новиот сојуз. Тоа е еден сојуз меѓу Бог. Она што следи е дефинитивно и уште таткото, цела да. големина што се случува, раѓањето Да. на првата црква, духовден кој што следи Токму подоцна така. вознесението Христово. Доаѓање на Светиот Дух, да, и кога Исус им дава нова заповед, да се љубат едни со други. Тоа го има во Јован 13, 34, 35, вика, нова заповед ви давам, да се љубите еден со друг. Како јас што ве возљубив, така и вие да се љубите. И оваа заповед од ден денес е актуелна. Ова е еден од знаците на вистинските Христови следбеници. Така. Оние што ја имаат благодата и оние што го имаат Светиот Дух можат ова да го прават, да ги љубат дури и своите непријатели. Така. Што е неверојатно тешко. Да. Кога е остварена победата, веќе онаа сила што се јавува кај нив е потврдена дека Да. Исус е со учениците 40 на дена. Токму така се им се јавува 40 дена и на многу сведоци, не само на своите ученици, туку и на други им се јавува. Дури апостол Павле во Дела апостолски кога зборува за Христос, вели до ден денес има некои меѓу вас кои што сте сведоци за неговото воскресение. Така да Исус 40 на дена се движи, зборува, се дружи, им се јавува на други. Јаде дури храна со нив. Јаде дури и храна со што се потврдува една вистина дека телесно воскреснал, а не само духовно. Јасно. Кога учениците подоцна се пратени од Исус, нели, последната Да. зборови, нели, ги испреќа по светот да ја шират таа радосна вест, Да. или Евангелие во превод, Да. така тој им велиш, одете се до крајот на светот. Светот, да. Јас сум со Победата вас. што е остварена, Токму така. Одете и проповедајте го ова Евангелие и јас ќе сум со вас до крајот на светот. амин. А Евангелието е што? Добра вест. Добра вест за што? Или За радост, Христовата така? победа. Да, радосна вест за неговата победа и победа за нас лично. За нас лично. Да, јас само да спомнам дека на вашата емисија дојдов од погреб. И секако дека погребите се многу тешки, особено Да, бидат особено тема, за реално. најблиските, нели? Меѓутоа, ние христијаните, апостол Павле во прва Солунците 4 пишува, немојте да жалите како што жали овој свет. Секако дека ќе жалиме, ама не како овој свет, бидејќи овој свет жали на начин кој што говори дека нема веќе никош да се ги видат најблиските. Меѓутоа, заради Христовото воскресение, и ние ќе воскреснеме, и ние ќе си ги видиме најблиските, оние кои што поверувале во Него. Така. Може ли да еве за крај на овој денешен разговор, прв пат да имаме, може да најавиме дека ќе драго би ве поканили за други теми. Може ли тоа да значи еве начин како да се живее во таа светлина на воскресението, во победата, значи не само Да. во сенката на крстот, туку во светлината на воскресението и победата. Да. На самиот почеток на емисијата спомна дека воскресението е почеток. Тоа е почеток и за нас. Да не беше воскресението, како прво, ние не ќе бевме христијани, не ќе бевме верници негови, следбеници на Исус. Да не беше воскресението, не ќе можевме да живееме победоносен живот. Да не беше воскресението, ние ќе бевме лажливци, ќе зборуваме за нешто што не се случило, нели? Меѓутоа, воскресението се случило и тоа воскресение или таа сила на воскресение престојува во нас за секојдневниот живот, да можеме да го живееме според неговата волја. Така да
Светиот ми е, Дух, нели, она сила од Бог што го воскресна Исус од мртвите, што ги благослови Токму учениците така. со сила, Таа да одат сила е дури и во нас. така да го проповедат евангелието се до крајот на светот, дури и Токму во смртни маки кога ги мачеа од 12 апостоли, 11 знаеме нели дека се распнати, набодени на кол. Токму така. Со Со насилна смрт умреле, да. Ги терале да се откажат од да се Исус, откажат, но да. таа сила едноставно ги убедува, Да, знаат токму дека така. Како да се откажат од нешто што стварно што го виделе. го виделе. Го И они за тоа сведочат. го опипале. И затоа Јован вели, она што сме го виделе, слушнали, опипале, за тоа ви зборуваме. Зборови на живот. Така, уште еднаш, значи, таа сила живее во нас и денес, Таа кога го сила имаме живее прифатено во Исус, нас и денес, токму така. за свој Господ и Спасител, христијанството ни дава. Да, да. И ете еден убав повод беше, нели, Великден, што пред се религиозно се одбележува, можеби, да постане една животодавна тема за секој ден, Да. Видите да се живее вака, со таа победа. иако првата црква немале прослава на Великден еднаш годишно. Тие Великден имале секоја недела. Всушност, на руски, како се вика неделата? Воскресение. Да. Да. Всушност, и словото пишува дека тие се собирале еднаш во неделата, односно всушност во неделата како неделен ден да го прослават неговото име. И за заедништво, и за слово, и така натаму. Така да Великден навистина за нас е секој ден, не е само еднаш годишно. Меѓутоа, зошто да не ја искористиме приликата? Кога луѓето, оние што не веруваат, конечно малку ќе размислат, нели, за празникот, за Христос, живеел, бил распнат, бил измачуван, умрел. Зашто тој момент да ние не го оживееме на некој начин? Да не им го представиме на Христа, на луѓето, на вистински начин, дека стварно Христос е мртов. Без оглед на сите обреди, без оглед на сите правила и што и како ќе се прави во недела кога ќе воскресне, без оглед на сите пораки или слично, да знаеме Исус е воскреснат, Исус живее, Исус не е мртов. Така, беше мртов на крстот, но тој ја победи смртта и Токму после така. крстот Да. рековме има Да. Нема сила веќе Воскресение. смртта. да го задржи, нема сила. Токму така. Так, да, добро Саше, драго ми е што денес те имавме за гостин во овој подкаст, дадовме ете некои дополнителни објаснувања, размислувања, Благодарам. библиски објаснувања, Да. кои што се големи насами пред себе. Да. Нека еве овој духовен отворен момент, пред се религиозен, но постане и момент за благослов и разбирање за така. секој еден Да. на Великден и со таа светлина и Да. големина на победата на Великден биде благослов за сите нас. Да. Пренесете поздравиите и до црквата што ја водите и до Благодарам. вашето семејство. Благодарам. Верувам дека доста луѓе ве познаваат од христијанскиот свет. Да. Колку И години сте од во служба? нехристијанскиот. Да, и од нехристијански. Колку години сме во служба? 35-6 години, така нешто, бидејќи службата ни почна кога се запознав со мојата денешна сопруга, така да отприлика во тоа време започнавме со служење на Господа, иначе Господа го запознав лично, воскреснатиот Господ го започнав лично 81 година. Так. Да, токму така. Ја би сакал на сите Не сум бил роден. ваши слушатели да им посакам благословени празнични денови, исто така да им го честитам Великден од се срце, да размислат за воскреснатиот, да бидат со семејството, да се сетат што Бог направи за сите нас. Прекрасна порака за крај. Благодарам. Така, пренесте порака и до вашите деца, вие сте татко и на 3 Да, 3 дечиња, да. Супер, ето ги знам од мали. Драго ми беше што еве денеска, нели, одамна се немавме видено. Ете, поразговаравме на голема тема. И јас за крај исто само ќе речам, почитувани гледачи на подкастите Форум Импакт, ви посакувам еден благословен празник, нека големината од Великден биде со вас и за благодат секој нареден ден во текот на вашиот живот и години што следат. Така, нека радоста од победата остварена на Великден едноставно биде благо за разбирање, растеж во вера
и за се добро за вас и за вашите блиски, што се вели. Останете ни во добро и се гледаме со нареден гостин во нашето наредно издание.